целокупниот 4-годишен мандат на против кандидатот Димитриевски беше еден театар и тоа граѓаните на Куманово го знаат. Театарот продолжува и во оваа изборна кампања, каде што тој прави прекршоци, а се снима. Тој си праќа самиот на себе пораки, потоа ги објавува јавно. Зошто не ги покаже пораките со подкупувачот на гласови, лично со него, каде што се гледа дека тој самиот знаел за подкупот кој се подготвува. На пораката пишува: Мики ми кажа, ви требале средства, па дури посредувачот му ставил и срце на таа порака. Ние јавно ја видовме таа порака, јавно ја видовме видеоснимката каде што се спрема подкупот. Димитриевски треба да каже од каде му се над 1.000.000 евра за изборна кампања, кога нити една партија не стои позади него и нити едно членство. Така да, после изборите, после примопредавање на функцијата градоначелник, од моја страна ќе биде спроведена целосна ревизија на целиот изборен процес, на сите улици кои безправно се градат, на сите действија кои ги има превземено, а и целокупна ревизија на работењето во изминатиот мандат. Ние кажавме на неколку дебати и пак ќе повторам, не може во Куманово една иста фирма градежна да ги добива сите патишта да ги гради,